Ребалансот овој пат го предвидува најголемиот буџет што државата го имала, и тоа се цели 4 милиарди и 112 милиони евра. Од расходите во ребалансот, за жал, она што го зборев претходно за училиштата, за гимназиите, за студентските домови, само 8,2% ќе бидат потрошени за граѓаните и стопанствениците како антикризна корона мерка. А од капиталните расходи, само 7,3% од вкупните расходи од овој ребаланс ќе бидат наменети за капитални расходи и капитални инвестиции. Тоа е промаршен ребаланс на буџет. Во момент кога економиите со кои што Македонија тргува, а се земји членки на Европската Унија, исто се соочуваат со економски пат, најмалку што треба државата да направи е да испланира како да ги зголеми капиталните расходи, капитални инвестиции. Како да изгради повеќе патишта, како да изгради повеќе училишта, како да изгради повеќе инфраструктурни објекти од било кој карактер и потреба, и со самото тоа да помогне на областа на која што се однесува таа градба, а да помогне и на стопанството со внатрешните своји ресурси. Затоа ценам дека е многу погрешно што капиталните расходи и инвестиции во ребалансот се намалени во градежништвото и опремата за цели 64,5 милиони евра. Сметам дека процентот од 7,3 од вкупните расходи кои што се однесува на капитални инвестиции е промаршена политика на владата и е пропуштена шанса како да се зголемат капиталните инвестиции и со самото тоа да им се помогне на стопанствениците, а и да им се помогне на граѓаните. Акцентот на имплементацијата на четвртиот сет мерки ќе се темели врз 3 столба. Првиот е социјален и здравствен аспект, вториот економија и вработување, третиот одржување на макроекономската и фискалната стабилност. Новиот, четвртиот пакет треба да обезбеди спроведување на излезната стратегија од здравствено-економската криза, враќање на економските активности и стимулирање на економскиот раст. Со овој ребаланс се обезбедуваат вкупно 470 милиони евра за реализација на пакетот мерки, или по-конкретно 70 милиони евра ќе бидат наменети за 83.000 работни места, односно ќе се субвенционираат вкупно 250.000 плати за месеците октомври, ноември и декември. Но овој пат поддршката на плати ќе биде скалеста и ќе се движи од 14.500 денари до 21.776 денари месечно, согласно падот на прометот на компаниите кои аплицираат за државна помош. Со 27,6 милиони евра ќе се помогнат 283.000 граѓани кои ќе добијат домашна платежна картичка во вредност од по 6.000 денари. Домашни платежни картички ќе добијат пензионерите со пензии до 15.000 денари, самохраните родители, невработените кои се пасивни баратели на работа, самостојните уметници, филмските работници, културните работници, естрадните уметници, учениците и студентите. Со мерките исто така се опфатени најзагрозените сектори во општеството, кои што од март оваа година имаат навистина огромни проблеми во своето тековно секојдневно работење. Тоа се регистрираните туристички водичи, туристичките агенции, сопствениците на ресторани за свадби, компании од транспортниот сектор, потоа игротеки, грантови за игротеки во вкупна вредност од 2,5 милиони евра, кои ќе се однесуваат на 1000 игротеки, со грантови во висина од 1000 до 5000 евра, во зависност од остварениот промет во 2019 година. Дополнително одложување на отплатата на кредитите на компаниите до крајот на 2020 година.